Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 разговори и еден заклучок. Системски проблем како ти стануваат кучиња скитници. Несовесни сопственици, имаме во последните години трансфер, да не спомнам, со крадење, со префрлање од едни на други райони, пуштање во природата. Мислам дека казнувањето во држава не ни даде ефект. Мора преку образовните институции, од децата од прешколска возраст, во школска возраст, да ја подигнеме јавната свест за кучињата како домашни миленичиња. Мислам дека со чипирањето сега многу понатака ќе биде многу поедноставно за ловеното куче да се најде кој е собственик. Но генерално останува проблемот за сега, овие кучиња што се на улиците, што се во шумите, што се во ловиштата, што со нив. Ова со нас го сподели Војо Гоговски, државен советник за шумарство и ловство на трибина организирана од ИКС во 2022 година. Не е никаква тајна дека на прашањето кој ги пушти кучињата, одговорот е човекот. Од земното спитумување на човекот со кучето се поминати повеќе од 15.000 години. Врската помеѓу овие два вида има и физичка, но и емотивна димензија. Зошто тогаш најдобриот пријател на човекот завршува на улица? За почеток, Воислав Димитровски, ветеринар, ни одговара на тоа прашање. Треба да го имаме во предвид и јавниот интерес, и тие кучиња треба да знаеме дека не треба да завршат на улица, затоа што тоа куче на улица можеби на некој друг човек да му представува проблем. Не мора да значи дека кучето представува проблем само ако напаѓа, ако каса, ако рже и така, ако трча по кола, по точак, по мотор и така натаму. Туку можеби едноставно некој човек да има истекнат страф од куче и едноставно да се плаши. Зашто на некој да му направиме дискомфорт? А во секој случај ние треба да мислиме и на благосостојбата на кучињата, затоа што и тие што не се осеќаат комотно на улица без редовна храна, без редовна вода и така натаму. Така што ние луѓето сме тие кои што ја направиле бездомната популација на кучиња и ние луѓето сме тие кои што треба да го решиме проблемот со бездомната популација на кучиња. Постојат одговорни институции кои треба да заземат чекор во насока на кривање јавна свест со цел совесно чување кучиња, бидејќи кучињата не треба да завршат на улица ни за својот добро, ни за јавниот интерес. Вистината е дека бројот на кучиња скитници главно потекнува од неодговорни сопственици кои ги напуштаат своите миленици или нивните легла, но и дека фали стратегија на државно ниво за справување со проблемот. Сметам дека градот Скопје во изминативе години пробува да направи чекор напред и да даде пример како тоа треба да се применува. Во секој случај треба да поздравиме и други градови кои што пробуваат да влезат во насока на решавање на проблемот. Тука во поново време гледам дека градот Штип пробува, не знам колку е успешно решавањето. Треба да поздравиме градот Битола кој што во моментов и гради прифатилиште и навистина се трудат максимално за да направат чекор напред во решавањето на проблемот со бездомната популација на кучињата. Најнова активност е регионот Велес, Кавадарци, каде што е во фаза изградба на прифатилиште кое што би требало да биде солидно исто како Битолското. Општинските власти кои што се одговорни за овој проблем веќе превземаат чекори напред, иако е многу касно во однос на ова требало да биде направено пред 10, 15, 20 години, а не денеска да почнуваме да го решаваме проблемот. Реално главен проблем за бездомната популација на кучињата или улична популација на кучиња, тие не се точно бездомни затоа што огромен дел од нив всушност потекнуваат од семејствата и тоа се студии кои што се направени на секаде во светот кои што потврдуваат дека всушност уличната популација на кучиња потекнува од домашната популација на кучиња. Ние кога ќе се свртиме во градот, ќе видиме дека уличната популација на кучиња личи на домашната популација на кучиња. Така што да речеме во централното градско подрачје гледаме кучиња кои што се налик на определени раси, и релативно се мали, среден раст, така натаму. Кога ќе отидеме во рурална средина каде што да речеме повеќе има стока и така натаму, ќе видиме дека повеќе се налик на овчарски кучиња, налик на шарпланинци, кавкази и така натаму. Кога ќе отидеме можеби во некои села каде што повеќе има ловиште и така натаму, ќе видиме дека се кучиња кои што се среден раст, кои што наликуваат повеќе на ловџиски кучиња, кои што всушност веднаш ни дава сигнал дека уличната популација на кучиња всушност потекнува од домашната популација на кучиња. Според побарани информации од јавен интерес, добиени од Агенцијата за храна и ветеринарство, од 2016 до 2023 година, само 33 лица биле казнети за несовесно сопствеништво. Така што, иако законот постои, има проблем со неговото спроведување. Освен тоа, само 20 од 70 општини ширум Македонија имаат акцијски планови за решавање на проблемот. А и во тие 20 дискутабилно е колку од наведеното ефективно се спроведува. Значи, потребна е холистичка стратегија која би вклучила и дополнителни мерки освен задолжително чипирање.
прашавме како би изгледала една успешна национална стратегија за решавање на проблемот. Во повеќе наврати, во повеќе работни групи, всушност е разговарано за правење на еден вид на национална стратегија за решавање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Има потреба реална за дел од законите да бидат доусогласени, да бидат прецизирани со цел навистина да бидат применливи и да може, ако некој навистина несоодветно се однесува према кучињата, да биде и соодветно казнен, затоа што сега во моментов таа мерка со казнување на неодговорни сопственици е многу лошо спроведлива и казните се релативно мали. А зошто е потребен еден системски план на национално ниво? Треба државата да помогне на општините финансиски за да може да се третира овој проблем. Работата е што овој проблем не е чисто општински, затоа што може да го земеме градот Скопје, односно Скопската котлина како пример. Ако градот Скопје го дефинира решавањето на проблемот со бездомната популација на кучиња, ако останете 5 до 6 општини во Скопската котлина не го дефинираат, во таков случај бездомната популација на кучиња нормално е природно да мигрира од една општина во друга. Колку и некои општини да го решаваат проблемот, ако соседните не го решаваат, тука имаме реално проблем. Точно заради тоа треба државата малце повеќе да се насочи во помош кон општините со цел решавање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Кучињата нас не се најверен пријател и ние навистина треба одговорно да се однесуваме кон тоа и како општини, и како граѓани, но и како држава. Воислав е член на 2 работни групи, од кои едната е фокусирана на поефективно спроведување на казни, додека другата е посветена на развивање на токму таква стратегија. Треба да се работи во оваа насока и во едната работна група го работиме тој сегмент, во другата работна група каде што лидер е ветеринарната комора на Република Македонија, таму веќе сме собрани повеќе од стручната фела, ветеринари и работиме на предлагање на национална програма за третирање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Во секој случај таа програма ќе има инклузивност, всушност ќе бидат вклучени, односно ќе бидат поканети, се надам дека сите ќе имаат интерес, други субјекти кои што навистина се значени за решавање на проблемот на кучињата. Тука во секој случај веќе и секојдневно комуницирам со Сдруженијата за заштита на животните и тие имаат иницијатива во оваа насока, што е убава варијанта да се развие. Тука е Агенцијата за храна и ветеринарство, затоа што таа би требало во некои сегменти да ја преземе таа активност и да ја донесен во сила таков тип на програма. Тука е Министерството за земјоделие, без кое нормално овој сегмент не може да биде регулиран. Тука е во секој случај Министерството за внатрешни работи, кое што во овој момент стои многу понастрана од решавањето на проблемот, сметаме дека е еден од клучните фактори за решавање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Тука е Кинолошкиот сојуз на Македонија, која што е една институција која што можеби се занимава со расната популација на кучиња, ама како што рековме, популацијата на кучиња улично потекнува од домашната популација на кучиња, така да тие се многу силно поврзани со нас. Во секој случај сигурно ќе бидат консултирани и ловџиите, односно ловечката асоциација или како и да е формирана. Идејата е сите структури кои што се допрени до проблемот навистина да бидат вклучени во таа изработка на програма и потоа се надевам дека таа програма ќе произведе акциски план со цел навистина сите заедно да бидеме вклучени во процесот и сите заедно за некаков определен временски период. Акцискиот план ќе определи колку, обично се околу 5 години, ние навистина на ниво на Република Македонија да имаме ситуација каде што го контролираме проблемот со бездомната популација на кучињата. Затоа мораме да го намалиме изворот на нови кучиња кои што евентуално би дошле на улица со цел да го ставиме проблемот под контрола. Работните групи гледаат и кон соседните држави да видат кои пракси тие ги користат за контрола на популацијата на кучиња скитници. Со Кинолошкиот сојуз разговаравме на темата, имаат убави предлози во насока на задолжителен договор, да речеме, кога ќе се продаде куче од еден на друг сопственик или ќе поклони што и да е, како што се, да речеме, отуѓува возило, на таков начин да се предаде и миленик, да се знае кој е чиф е како, и сега тоа треба да е така, но никој не го задолжува едниот да кога ќе предаде кучето на другиот да мора да има таков тип на договор. И сега на пример, еве јас зашто доаѓам од евентот предпријатие Лајка, имаме доста кучиња, ќе ги заловиме на улица, имаат чип кој што е сопственички, се уваме кај сопственикот, затоа што нели во централниот систем на Агенција за храна и ветеринарство се вика ветеринарно информативен систем, таму стојат информациите за кој е реално сопственикот и тој обично почнува приказната, ама јас го имав пред 3 години, го поклонив на тој, сега ќе видам, нели сега ќе види тој убаво зошто го пуштил кучето, па му се јавил на тој, па тој го дал на друг, другиот го дал на трет, третиот на четврт и тоа куче всушност нема вистински собственик. И сега ние на крај доаѓаме во ситуација да му кажеме на првиот, извинете, ама вие сте тие кои што во системот одговарате за кучето и кон вас ќе биде насочено целото делување од наша страна и од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Тоа што вие не сте си го префрлиле во ветеринарна амбуланта било која собствеништвото од вас на следниот, па следниот на другиот, тоа нас како институции не интересира.
После Анима Мунди, и Лајка со помош на експерт-волонтер развила програма за ширење свест за одговорно сопствеништво помеѓу најмладата популација. Таргетот ни беше негде околу 4-5 оделение и така ја разработивме програмата, па имавме убава соработка со повеќето општини од градот Скопје, каде што ги поканивме определен број на училишта да делегираат по 1 или 2 класа да дојдат кај нас да се дружат малце повеќе. Се дружевме супер, ја направивме презентацијата, беа презадоволни и навистина ја тестиравме и мислам дека имавме многу добар резултат. И убаво е ова да се прошири на нивото на државата. Во секој случај, ако има некоја друга општина, не гледам зашто заинтересирана да не ја предадеме понатаму и другите општини да си ја презентираат нели пред другите училишта во рамките на државата. Убаво би било доколку еве и Министерството за образование ја има некаква идеја или еве да дојде да поразговараме и така натаму со цел да вклучиме во самото образование и наставни единици кои што се за одговорно сопствеништво и благосостојба на животните, затоа што сметам дека на таков начин ќе подготвиме генерации на граѓани кои што веќе кога ќе бидат во можност да одлучуваат, нели, кога ќе бидат више возрастни граѓани, самостојни, веќе да имаат апсолвирано темата и всушност од тој период понатаму реално ние веќе да ја имаме подготвено и да не се соочуваме со овој проблем што денеска го имаме со напуштање на домашни миленици. Во Лајка активно се работи на совесно вдомување на нивните шепасти штитеници. Нивни активности вклучуваат изложби на кучиња, филмови во градски парк, отворени денови и разработени односи со јавност. Имаат околу 30 вдомувања месечно, од кои 10 одат во странство. Според Воислав, има куќа за животниот стил и карактер на секој човек, но не е секоја куќа за секого. Имаме кучиња за секаков вкус, по принцип, и многу е важно што не секое куче можеме да го дадеме за да се посвои од страна на било кој граѓанин, затоа што ние правиме и предселекција, правиме и анкета и разговараме интервју со можниот вдомувач, со цел да видиме дали наистина кучето кое што тој смета дека треба да си го вдоми, дека е навистина има и услови да го вдоми конкретното куче. Процесот на вдомување вклучува добро запознавање на човекот со кучето и проверување на нивната компатибилност, што е добро и за благосостојбата на кучето и за идниот сопственик. Инаку, Воислав сподели дека ова годишната програма на АХВ бара од општините да ги пребројат бездомните кучиња до јули. Значи, еве, апел ако слушне некој од општинските и градските власти, да се знаат дека вакво задолжение има во Законот за благосостојба во годишната програма за здравствена заштита на Агенцијата за храна и ветеринарство. Мора да ги избројат бездомната популација на кучиња во секоја општина со цел да се направи правилна програма и со цел да се одвојат доволно средства за да може да се контролира бездомната популација на кучињата. Броењето на кучињата скитници е битно меѓу другото, бидејќи помага во спроведување на докажан пристап за контрола на нивната популација. Имено, ако 75% од нестерилизирани кучиња се стерилизираат секој 6 месеци, проблемот брзо би се ставил под контрола. Но и тука има услов, а тој е да се намали бројот на ново напуштани кучиња од страна на несовесни сопственици. Кучињата скитници не се само отфрлени во урбаните средини. Имаат своја приказна и во шумите и руралните региони. Зборувавме со Диме Меловски, еколог од Македонското еколошко друштво, кој работи на заштита на балканскиот рис веќе 17 години. Овој ендемски вид брои само 40 до 50 возрастни единки ширум Македонија, Албанија и Косово, од кои 80% се во Македонија, значи од 35 до 40 возрастни рисови. Како изгледа животот на кучињата во Националниот парк Маврово? Главно кучињата во Националниот парк Маврово конкретно ќе кажам, бидејќи тоа е предел кој што изобилувал порано со овци. Овчарството било традиционално со векови наназад и нормално дека кучето, шарпланинецот или овчарското куче било една од најдобрите методи како да се оттргнат дивите животни како што се волците кои што ги напаѓале стадата и правеле штети на сточарите, што значи дека кучиња имало, меѓутоа сите тие кучиња биле ангажирани, биле дел од стадото и имале свој сопственик и работеле таму фактички. Никогаш не биле пуштени да хараат сами и да се снаоѓаат сами за храна.
Сега од неодамна е интродуциран овој проблем во руралните средини, не знам колку години наназад, предпоставувам би требало околу 2 децении да е веќе актуелно ова. Се испуштаат кучиња во природа, значи во шума, каде што тие треба да се снајдат, затоа што до тогаш биле или хранети од собственик или па биле селски кучиња кои што биле хранети од страна на повеќе собственици и одеднаш тие кучиња треба да најдат своја храна, ако се оставени на друго место подалеку од таму каде што биле, тие се изложени на други стравови како што се сообраќајни незгоди од страна на регионалните патишта или други кучиња кои што имаат веќе таа територија, па одеднаш се во компетиција и нормално волците кои што се исто така територијални животни кои што живеат таму. Кој е ефектот на овие напуштени кучиња кои завршуваат во шумата? Од една страна ловат, тие што може да се групираат, да обезбедат своја глудница, бидејќи така и најголеми шанси имаат да опстанат, ловат диви животни како што се срните, например, вознемируваат други диви животни како што се дивите свињи, рисот, мечката, се што живее во шумата. А втората работа што ја прават е дека доколку најдат плен веќе уловен од некој друго животно, мршојадат, значи дојадуваат тој плен и на неколку наврати тоа го имаме потврдено и документирано со помош на фотозамки. И третата работа која што ја прават, а не е оптимална за екосистемот, е тоа дека можат да хибридизираат со волците, тоа е да влезат во размножување и со тоа да донесат и фертилно потомство. И тоа е лошо само за видот волк, бидејќи го менуваат изгледот на волкот и до некаде би требало да се менува и неговото однесување. На кој начин подивените кучиња представуваат некакво загрозување за балканскиот рис? Тоа што му го јадат неговиот плен, кој што многу е тешко да се фати, тоа представува голем проблем за рисовите, бидејќи одеднаш тие мораат да се снајдат повторно и повторно да уловат нов плен, а тоа не секогаш е успешно и мора да одат од едно до друго нивно ловиште, да трошат плюс енергија, значи представува голем проблем. Меѓутоа, кога се работи за женка која што пробува да ги одгледа своите млади и тие критични неколку месеци каде што треба да обезбеди доволно доста храна за младите да можат да се прехранат, тоа е од исклучителна важност, бидејќи доколку не го сторат тоа, тие се многу поподложни на паразити и на болести, ако се неухранети. И тогаш тие пленови кои што женката ги лови треба да бидат целосно наменети за нејзе и за незините млади. За легло со повеќе од едно рисче, мајката треба да лови 24 часа за да обезбеди доволно храна. Далеку од тоа дека кучињата се главен или единствен проблем, и други животни клептопаразитираат, вклучувајќи ги мечките и групите диви свињи. Едноставно, проблемот е дека кучињата се ставени во екосистем кој не има природен дом и дека создаваат дополнителен притисок на јонака мал број рисови. Имам на неколку наврати сретнато такви глутници кои што се толку подивени што буквално изгледаат како глутница на волци, значи не можеш да им се приближиш поблиску од 15 на 20 метри, не може никаква интеракција, дури мислам дека и да им понудев храна во тој момент немаше да пристапат да дојдат понавака, значи се буквално подивени. И тие кучиња тоа го прават, го имаат истиот инстинкт, бидејќи се фактички истиот вид како волкот и тоа го прават, едноставно ловат, се снаоѓаат, мршојадат се што ќе им дојде тука, се што го прави волкот, го прават и тие. Стигнуваме повторно до прашањата. Од каде доаѓаат кучињата во руралните и природни средини? Селските кучиња кои што неконтролирано се размножуваат, тие представуваат својина на самите села. И тие до некаде, самите села ни ги прифаќаат. Имаат селски буништа од кои што се хранат или пак селаните во селото ги хранат. И џабе не е поговорката село без кучиња, значи сакаат селаните да имаат кучиња, бидејќи тие на некој начин ги штитат мечки да не проаѓаат, па да не прават одредени други штети. Меѓутоа, најгорчлив е проблемот во руралните средини со дивите кучиња тоа што несовесни граѓани и одгледувачи на кучиња за било какви потреби, дали се тоа сточарски кучиња, значи чувари, или дали се тоа може и ловџиски кучиња нормално тоа да бидат, доколку се размножат и газдата понатака нема ресурси или не планира да ги одгледува тие кучиња за понатака или не се расни кучиња па може да ги продаде, во тој случај се отарасуваат од нив со тоа што ги ослободуваат во дивина. И едноставно тие кучиња треба да се снајдат. Тоа го прават обично ноќно време или денски на некои предели каде што нема многу голема фреквенција на возила, така да едноставно се ослободуваат од нив и тие понатака се оставени на себе да се снајдат. Диме сподели дека проблемите со напуштените кучиња во руралните средини се помалку медиумски покриени, а не се помал проблем отколку во урбаните средини.
тие средини се со многу помалку луѓе и обично не се толку новинарски покриени, значи нема толку медиумска покриеност во однос на што се случило, некој да пријави, па после цела екипа да дојде до тоа село, па да го сними тој настан. Меѓутоа пред 10 години имаше еден многу немил настан во едно село кој што се вика Бачиште, мислам дека Кичевско село е, од стража кога се симнувате кон Кичева, па од десна страна. Тука мислам дека 1 или 2 деца беа убиени од страна на кучиња, скитници, и тој настан беше пак слабо покриен според мене, немаше некоја многу голема бука околу тоа што се случи. Иако општините носат одговорност за справување со проблемот, на повеќе субјекти од разни страни на коцката им е јасно дека тоа не е доволно, што потврдува дека треба решение на национално ниво. Едноставно треба општините нели да си имаат свој буџет и свој капацитет за справување со ваквите проблеми и тие да бидат паралелно извршувани во сите наши општини. Дури најдовме дека и во законот треба поголемите општини со не знам над колку етажители да си имаат свои прифатилишта каде што ќе бидат носени таму кучињата, ќе си има вработен ветеринар, ќе се врши кастрација, ќе се врши дури нели понатака давање доколку некој сака да вдоми на пример. Според информација од сајтот на АХВ, до овој момент се регистрирани 72.156 домашни миленици, од кои 69.234 се кучиња, 2.921 се мачки и една е ласица. Бидејќи не успеавме да добиеме соговорник од оваа институција, повторно се навраќаме на трибината од минатата година, каде говореше Димитар Терзиевски, раководител на одделението за благосостојба на животни во агенцијата. Кој е одговорен за имплементација на досегашните закони? Главна карика во имплементација директна на терен се е општините. По надлежност на делегирана надлежност од Законот за благосостојба, одговорни за контрола на популацијата на бездомни кучиња се општините, а ние како агенција го носиме законот, правилникот, одобруваме прифатилишта, одобруваме програми што ни ги доставуваат општините, а во изминатите години, како што кажува, ние веќе имаме активно имплементирана на медиумска кампања и до пошироката јавност, а и баш до училиштата, до децата од претшколска возраст и од 3 до 4 години. Таа кампања се викаше Биди негов херој и ги кажуваат основните принципи за одговорно сопствеништво на домашните миленици, што вклучува и задолжителна идентификација, регистрација, вакцинација и понатака на третман на живот. Во однос на овие случувања со дивите животни во ловиштата, секако дека тука голема одговорност треба, мислам, една од кариките што е во системот се и така и концесионерите на ловиштата кои се задолжени за нивната територија да вршат ваква што ги стопанисуваат ловиштата. Пак ќе речем тоа ловиште сепак спаѓа во некаква си општина и таа општина е секако одговорна да врши контрола на популација на кучиња. Контролата на популација на кучиња се врши преку прифатилишта кои треба да бидат одобрени од наша страна да ги задоволуваат техничките услови, а во законската легислатива ние ги имаме предвидено сите чекори, дури до микрочипирање на кучињата, а имаме воведено една ставка што се вика тест за социализација на куче, каде се проверува агресивноста на кучето од страна на овластени лица. Исто така тие лица што вршат проценка на агресивност на кучето се овластени од наша страна одакава, за да може да вршат таа проценка. Доколку се констатира дека кучето е агресивно и не го поминува тест за социализација, тоа не може да се врати во надворешна средина, не може да се работи на принципот залови, стерилизира и врати, туку тоа куче може само да се вдоми од страна на човек кој е предупреден дека во иднина ќе треба да чува опасна куче. Разликата во чување на опасна куче и на опасна не е некоја голема, туку само што опасното куче кога е на јавна површина треба да носи заштитна маска на муцката и да го води полнолетно лице. И тоа лице што го води кучето да биде свесно дека тоа куче може да предизвика опасност кон средината. Иако најхуманиот и ефективен систем за контрола на популација е залови, стерилизирај, врати, се враќаме на почеток на овој магичен круг дека прво, многу мал дел од општините се ангажираат по ова прашање, а второ, дека главниот проблем е несовесно сопствеништво. Во минатото, АХВ подарило 100.000 бесплатни чипови, а сега набавната цена на истите е прифатлива за секој сопственик. За еднината, АХВ има планови да ги зацврсти правилата за одгледувачници и регистрација на плодни женки. Но бројот на казни за несовесно сопствеништво кој го посведочивме, 33 во 7 години, не остава сомнеш колку од тоа ќе биде спроведено. Останува фактот дека е потребна национална, холистична стратегија и дека најопасното животно и за себе и за светот околу е токму човекот.